Од 3.000 до 2.300.000 евра може да добијат правните и физичките лица од програмата ИПА-1 како дел од мерките на ИПАРД фондовите. Аплицирањето оди преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој. Инвестицијата треба да ја заврши апликантот, а комисијата ќе направи проценка со потврдените сметки за инвестирањето, пошто му дава неповратни средства во висина од 50 до 65% од инвестираното. Со ваквите мерки и можности беа запознаени жителите од општина Врапчиште од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Мерките што ги нуди ИПАРД програмата, чии што оглас е во тек, но исто така и да им го олесниме, да им дадеме информација со која што ќе олесниме нивниот пристап до овие европски пари. Исто така ќе имаме и представници од Државната фитосанитарна лабораторија, која што на земјоделците ќе им ја пренесе информацијата дека секој од нив за многу минимален трошок може да го однесе своето производство доколку има болести, доколку се појават болести во некој од насадите, значи за многу кус период може да добијат информација за каква болест или штета се работи во насадот, со што ќе можат и соодветно да го третираат тој насад и да не губат прво многу нејасноти да се расчистат и второ да може да употребат пестициди кои што ќе бидат соодветни за таа болест. Значи се уште се користат парите од ИПАРД-1, во текот на 2015 година ќе имаме уште огласи, значи ова не е последниот. Во меѓувреме ги акредитираме мерките кои што ќе бидат во ИПАРД-2 и ќе почнеме и со нив да можеме да ги користиме и тие. Проектот ќе биде прифатен и исплатен од страна на Министерството за сите оние кои ги исполнуваат условите. Оттаму велат дека средства има доволно за извршување на оваа мерка од ИПА-1, програмата како дел од ИПАРД фондовите.